Тема последна во денешната утринска програма, која што е патем тесно поврзана со денешниот 8 август, месец посветен на едни од најфасцинантните, најмистични и најобожувани животни на планетата – мачките. Без разлика дали станува збор за домашни миленици или пак диви мачки кои што го одржуваат природниот баланс, сепак играат многу значајна улога и во нашиот живот, но и во екосистемите. На оваа тема разговараме со бројни соговорници, но ја започнувам истата со Војо Иванов. Кога станува збор за животни, константа си ни тука. Добро утро, Војо, добро дојде. Постојан соработник. Добро утро. Ајде така да започнеме. И лав во хороскоп. Зодијакот со мачките, е нели? Да. Која е улогата на мачките како миленици и како диви животни во екосистемот? Веројатно, ако чуваш куче како домашен миленик, луѓето ќе речат, аха, сакаш некој да ти покаже дека те сака. Кога чуваш мачка како домашен миленик, веројатно ќе речат, сакаш да се грижиш за некого, при тоа возвраќањето може да дојде или одложено, или да можеби во некоја друга форма, која може и да боли. Шала на страна, луѓето кои што чуваат мачки се секогаш тие кои што негуваат, чуваат, се грижат за животното, а тоа не значи дека во секој момент таа ќе ви се израдува на вас, па очекувањата мора да ги имате од старт кон животното. По однос на мачките во природата или во екосистемите, како што кажавте, се многу важни во одржувањето на тој природен екобаланс, иако она што значи дива мачка во природата и овие урбаните кои што ги имаме се сосема различна работа. Многу често луѓето, поготово во урбаните средини, влијаат на зголемување енормно на бројот на урбаните мачки, да ги наречеме, кои што пак да бидеме или да збориме реално, прават навистина проблеми на урбаниот биодиверзитет, затоа што мачката е позната по фактот дека некогаш или најчесто знае да лови и од забава, знае да лови и од пасија, да чисто улови нешто. Некогаш дури луѓето кои што дома чуваат мачки знаат дека таа може да ви улови, само да ви го донесе животното, чисто за да покаже дека е таа добар ловец, нели, за чувството на припадност во фамилијата и да го награди собственикот на тој начин, што значи дека и не е идеална по однос на останатите животинки од екосистемите, како што реков, особено во урбаната средина, па ете, моја препорака или општа препорака би било дека контролирано чување на мачките би било идеално. Во случајов ги чуваме по дома, нели? Ги кастрираме, ги стерилизираме, ги вакцинираме, го контролираме нивното размножување, како не би претерале, нели, со нивната бројка. И ќе ги земеме двата аспекти на приказната, и домашните, и оние поголемите дивите кои што се во голема мера и загрозени, но ајде ќе започнеме со оние кои што ги имаме по дома, голем број на граѓани. На што треба да се подготви секој оној пред да земе мачка за домашен миленик? Што треба да знаеме за нив? Првично го спомнавме моментот дека вие не може да очекувате дека како куче, нели, ќе ви се радува, мачка може најголем дел од времето да го помине спиејќи по дома, би вие да се вратите од работа, таа да ве погледне не толку мило, со веројатно некаков body language или јазик, говор на телото, кај што ќе ви каже дојде да ме пореметиш во мојот мир, зашто дојде волку рано или слично. Значи, мачка е така, прилично индивидуалец, не е толку, не е секогаш и расположена за непознати во фамилијата. Некои од мачките можат да бидат сериозно територијални и агресивни по ова прашање. Мачки се исто деликатни во комбинација со други животни. Мачки се тешки во комбинација со други мачки, нели, тоа исто мора да го имаме на ум, но од друга страна пак ќе речем има некоја убавина, знаат луѓето да речат предењето на мачката всушност е како некој хилинг процес на заздравување на самите мачки една со друга. Тоа е еден вид на комуникација и кога го прават со луѓето, веројатно некои од луѓето знаат да речат како ме смирува, ќе дојде, ќе легне, ќе преде фреквенцијата што ја создава, знае да ме смири. Но пред се јас би рекол урбаните семејства, особено оние со деца, морат да се преслушаат предходно, дали се воопшто алергични на мачки, бидејќи тоа многу често станува еден урбан модерен проблем, особено за децата. Ако беше темата кучиња, немаше да го поставам следно прашање, бидејќи кога станува збор за релација човек-куче, некако многу поприродно се развива, додека релацијата човек-мачка и не така.
Како се развива врската помеѓу човекот и ова живот? Податоци постојат уште многу одамна. Клеопатра како една од моите икони од од историјата која што ми е омилена веројатно, и змии, ама сакала многу и мачки. Пикасо ги цртал во многу негови дела, Леонардо да Винчи, па дури во исламската вероисповест дека нели пророкот Мухамед чувал кај себе мачка и веројатно тоа му било единственото омилено животно кое што така било блиску до него. Најдов некој податок кај што вели толку ја сакал што кога спиела тој фасциниран од незиното уживање и енергијата што му ја дава додека спие, вели ракавот го исекол од наметката за да не ја разбуди мачката кога ја гледал како уживал кога ја гледа како спие. Што значи дека историјата на чување мачки не е така нова, за разлика од оние другите животни кои што можеби луѓето повеќе мене ме знаат, као рептили, птици и слично. Но веројатно симбиозата помеѓу потребата и кејфот да имаш миленик, како и контрола на нели во овој случај глодарите, змиите околу куќите, веројатно било и потреба за да се заштитат некако, така што веројатно била некаква добра спојка, нели мачката им го чува семејството од ваквите животинки од околината и воедно нели можела да биде убав термофор за во зима. Ќе ви дојде, ќе се гушнете под кеби и било идеално домашно миленице. Но кога се зборува за животните, да речеме кога се говори за кучињата, веднаш пристапуваме со поинакви емоции, малку сме порезервирани на прва кога се зборува за мачките. Кои се најголемите заблуди кои што се врзуваат со овие животни? Кучето ќе ве сака безусловно, тоа е факт. Мачка не баш. Значи во првиот момент кога вие ќе ја грабнете мачката, па дури да ви е ваша и да ја стиснете малце, нели како што ви доаѓа од кејф, онака да го стиснеш како кутре, таа ќе ви врати со гребење, одма ќе ви покаже кај ви е местото. Значи мачката си има некои карактерни црти кои што не секој човек може да се воодушевува или да сака да го има во својот круг, па и народно речено, ја па уште ќе ја ранам, нели тоа е обично некаков изговор на македонецот, но од друга страна пак ќе речем е една од најчуваните животинки кај нас. Заблуди веројатно и нема толку многу, освен онаа некоја стара изрека дека мачките се парат во февруари и дека бебињата се тука некаде околу пролет. Сега мислам дека апсолутно во последниве години тоа се изреметено и дека тоа нема правила. Не е дека февруари останал месецот на мачките, останал само во муабетот. Мислам дека мачките веќе преку текот на целата година или најголем дел од времето можат да имаат бебиња, пак ќе речам особено оние урбаните мачки кои што се малце трики, бидејќи за жал ниеден од програмите во минатото, особено во главниот град, не ги опфати и мачките и практично немаме контрола колкава е нивната бројка, нивниот хуман третман во градот и слично. Имаме различни мислења на оваа тема, контактиравме различни соговорници. Колешката Анита, кога се договаравме изминативе неколку денови на темата, со радост ја прифати истата. Она е страсен љубител на кучиња, не сум сигурна дека е толку на мачки, но кога ја спомнав рече да, апсолутно сакам на оваа тема да подготвам материјал. Разговараше со ветеринарниот техничар Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина простата. Ајде да видиме кој е неговиот став на оваа тема, па да го изанализираме, може? Таман. Ова е мачарот Сашо, кој подол период е дел од тимот на ветеринарни доктори и успева барем за момент да биде утеха на сопствениците кои чекаат добри вести за своите миленици. Неговата енергија е како терапија. Затоа мачките со право го делат местото за омилени домашни животни, заедно со кучињата. Иако се многу различни, и за нив треба да бидеме одговорни сопственици. Доста луѓе чуваат мачки и може да кажеме дека во нашето општество, според некои сознанија, статистики и испитување на јавно мислење, доста од луѓето кои што чуваат мачки, нивото на свест за потребите на мачката се на доста пониско за разлика од оние кои што чуваат кучиња, затоа што нередовно се носат на третмани, на превентивни третмани зборуваме, нередовно се третираат за надворешни и внатрешни паразити со мислењето дека сепак мачка е, па не искача од дома, не може да се заболи од ништо. Не е така, реално. И доста, да речеме, често знаат луѓето и да ги изложуваат на дополнителни ризици во однос на нивните бихевиористички потреби и можности.
Односно, кога ги носат во автомобил, ги носат само на ветеринар, што значи дека веќе стресот на мачката кога ќе го земат во бокс е веќе голем, затоа што она смета дека знае само на ветеринар дека треба да оди, така да тука во тој момент може навистина многу да допринесат собствениците во однос на благосостојбата на животното, да си го однесат на гости, кога ќе одат на викендица да си го земат со себе мачето, во таков случај тоа ќе има многу попозитивно мислење за патувањето на било која локација, вклучително и на ветеринар. Мора да има превенција, мора да има вакцини против заразни болести кај мачките, третирање на дворешни и внатрешни паразити, тоа всушност и за нас луѓето. Но треба да знаеме дека и мачките доста повеќе кријат симптоми од нас луѓето, зашто секогаш споредуваме со нас прво, и од кучињата, ако сме имали искуство претходно од чување на кучиња, затоа што мачките до последно буквално трпат пред да го покажат симптомот и веќе кога мачка ќе покаже симптом, веќе работата доста посериозна во споредба со другите домашни миленици. Затоа при прв симптом, прв знак, задолжително дојдете на ветеринар за да може да биде навремено, колку што може, нели навремено помогнато на животното. Треба многу да се внимава за стерилизирани и кастрирани мачки, затоа што има посебен тип на храна, таа храна не е поскапа од останатата, но сепак е посебен со цел да се превенира нивното здравје во однос на формирање најчесто на камења во мочните патишта, во брези и мочни патишта. Секојдневно се случува некој да сака да вдоми маче, без разлика дали е земена од улица или од познат одгледувач, а тие имаат свој карактер. Па од тука и ние треба да се прилагодиме на него, бидејќи може да биде палаво, а ние сме очекувале мирно и питомо. Задолжително прво се носи мачето на ветеринар со цел да се прегледа, општо еден преглед да се направи. Веднаш се третира за надворешни и внатрешни паразити и се очекува потребното време за да се вакцинира мачето и ревакцинира со цел да имаме здраво милениче дома. Убаво е, ако претходно не се чувало мачка, прво да се консултираме, што значи чување на мачка, какви се условите кои што треба ние да ги исполниме, колку треба време да посветиме, како да посветиме и дали реално прво ние сме за чување на миленик, па потоа тука натаму навистина да го земеме и да го згрижиме тоа живо суштество, затоа што тоа утре заутре ни станува дел од нашето семејство и навистина треба правилно да се грижиме за него. И многу тешко можеме да ја воспитаме, може да влијаеме, да не се качува на определени површини, тоа не значи дека ние кога не сме дома нема тоа да го прави, тоа е баш во нивната природа. Треба да знаат собствениците на мачки дека мачката е ноќно животно и е месојац. Значи треба да знаеме дека незината диета треба да се состои најголем процент на анимални протеини и дека ноќно време е сосема нормално мачката да биде активна, да се заигра со играчки и така натаму, затоа што на таков начин ја троши незината енергија преку ден сосема вообичаено и да си поспие поголем дел од денот. Сега не треба ние цело време да инсистираме да играме со неа, ние кога сме будни, сепак треба и незината карактеристики биолошки да ги испочитуваме, сепак мачката е ловец и мачката е ноќно животно и треба така да се однесуваме према незините потреби во секој случај. По принцип се оди со мачка на одмор, со тоа што да знаеме дека за разлика од кучето, пак правиме некоја паралела мачка-куче, мачката нема ние да ја носиме по плажа, значи таа реално ќе биде во смештајот ние каде што ќе бидеме сместани. А ако вие сметате дека мачката навистина е подобро да биде со вас, треба да биде со вас, а ако не, има посебни хотели за миленици, за мачки, кои што може навистина доста добро да си поседат мачките во тие услови. Сепак, според мене, најдобро е доколку не го земате со вас, доколку мачето не е навикнато да патува со вас, во таков случај во домашна атмосфера, доколку имате некое блиско лице или се повеќе се јавуваат, да речеме, луѓе кои што услужно може да сепак со ваша доверба да ви го чуваат мачето во вашата средина каде што вие живеете, таму да му се даде храна, вода, да се исчисти нели тоалетот и така натаму. Мачката е многу посреќна, многу позадоволна доколку седи во домашните услови во кои што она генерално и си живее или си хабитира во текот на целиот нејзин живот. Без разлика дали ќе патувате заедно со неа или ќе оставите во домашни услови, мачката ќе ви пружи љубов како и секое домашно милениче, за кое одговорно се грижите. Реков јас правена со радост од колега што сака животни. Да. Ајде малку и за дивите мачки. Символ на биодиверзитетот на Балканот е рисот, но и тој не е поштеден ниту од климатските промени, ниту од убивањето, ниту од незаконитата трговија. Да, тоа е една тема за која што мислам дека сериозно треба една експертиза, имаме такви во држава. Мислам дека следен прилог би е токму на оваа тема.
не би се посветил толку на рисот колку што на фактот дека луѓето мислам дека не се доволно информирани дека не е само рисот единствената мачка, не постојат и диви мачки кои што живеат во шумите и се сосема различни од оние кои што ние ги имаме урбаните мачки, ајде да ги речеме, кои што сите имаат некој предок од тие диви мачки кои што на времето од Африка преминале, но пак ќе речам веројатно селектирани да живеат со луѓето, создале еден вид урбана мачка која што функционира овде веќе многу долго. Но кога сме кај дивите мачки, може да замислите колку само лошо влијаеме на нив, особено нели во последниве години со пожарите, со она наша урбанизација влегуваме во средината, но и со доста често со отровите кои што ги фрлаат, особено луѓето по селата, па потоа тие жртви завршуваат во нели екосистемот понатаму. Веројатно, самите диви депонии кои што гравитираат околу урбаните средини се исто една, за жал, една интересна мета за дивиот свет, а понатаму нели завршува најчесто и фатално за нив. Но гледано вака генерално, мислам дека и нашиот, што го велиме рисот, е во една сериозна криза. Не сум сигурен колку во иднина можеме да го очекуваме дека тој ќе опстои. Колку што знам, според моите податоци, рисот за жал веќе е генетски премногу близок и не е одржлив за во иднината. Веројатно некаков сериозен проект ќе треба за да тоа животно воопшто го задржиме како символ на нашата држава и можеби да го задржиме во шумите. Она што мене ме плаши конкретно во последниве години, можеби ти беше прашањето планирано за подоцна, а тоа е големи мачки како домашни миленици, иако звучи апсурдно, да. за жал во овој дел од Европа доаѓа како тренд во последниве неколку години, иако за западниот свет, нели Америка, Западна Европа, Велика Британија памти случаеви уште во 76 година кога Велика Британија носи закон кој што вели нема чување вакво како домашно. Кај нас не сум забележала таков случај до сега. Не сум гледала лавка како веројатно на социјалните мрежи. Не, добро, да, ама имаше на пример неколку видеа на TikTok да нели не се правиме на тоа, што тоа сепак функционира во државава. Има пар такви насоки дека сепак се влезени некои такви големи мачки овде или транзитирале во околинава, затоа што, да речеме, во соседна Албанија имаше веќе фатен лав купен како домашно милениче од црниот пазар, а во моментов актуелен им е случајот на црниот пантер во пределот на Варна, Бугарија, во тој дел на Црното море, веќе е забележан во природа, затоа што е веројатно избеган од некаков колекционер или љубител на вакви пасиониран некој колекционер веројатно на вакви големи мачки. Ајде да видиме што вели Диме Меловски од Македонското еколошко друштво во однос на рисот. Каква е институционалната и индивидуалната одговорност во заштитата на истиот? Програмата за грабнување на балканскиот рис навршува 19 години од почетокот, значи во септември 2006 година започна. И за овие 19 години можеме да кажеме дека популацијата е стабилна, барем во рамките на Македонија. За жал тоа не е така во соседна Албанија и на Косово. Во Албанија популацијата сметаме дека благо опаѓа, бидејќи нашите колеги не успеа да ги сликаат истите рисови што ги сликаат, например, пред неколку години во нивните подрачја каде што ги имаат воспоставено. Меѓутоа во Маврово, националниот парк, што се смета за негово јадрово подрачје, бројме некаде од 10 до 14 единки. Се на се би рекол дека популацијата на рисот во целиот овој регион, значи Западна Македонија, Источна и Северна Албанија и во планинските предели на Косово, изнесува некаде околу 40 на возрастни единки. Млади единки се уште не броиме, бидејќи додека доспеат до својот репродуктивен развој, не се толку големи шансите, што значи дека најмеродавна бројка за популацијата би биле возрастните единки и тука се некаде од 35 до 45. Институционалната соработка за заштита на балканскиот рис е, би рекол, добра. Само што развивме, значи оваа година, на пролет, развивме заеднички стратегија за заштита на балканскиот рис на регионално ниво.
беа поканети не само државите кои што имаат балкански рис, значи Македонија, Албанија и Косово, туку и државите од целиот регион, бидејќи сметаме дека доколку популацијата на балканскиот рис некогаш почне да се шири и почне да закрепнува, тоа несомнено би значило дека таа популација би се проширила и во соседна Грција, во соседна Србија, Црна Гора и така натаму. Што значи дека експерти од сите овие држави на Балканот беа поканети и заеднички развивме една стратегија за заштита на балканскиот рис. Моментално таа стратегија е на ревизија во ресорните министерства од сите овие држави и експертите кои што присуствуваат на работилницата, и дека таа стратегија ќе биде усвоена од нашето министерство и дека сите активности кои што се предвидени во таа стратегија ќе почнат да се имплементираат во наредните неколку години како што е предвидено. Главните резултати од програмата за грабнување балканскиот рис на ниво на Македонија се тоа што имаме заловено, например, 15 единки од балканскиот рис, на кои што имаме ставено околу вратници, имаме научено многу за неговата просторна екологија и за екологијата на исхрана. Понатаму имаме неколку систематски сесии со фотозамки не само во јадровото подрачје во Маврово, туку и во соработка со другите национални паркови, а поготово соработката со неколку ловечки организации од Западна Македонија е во подем и ловџиите од тие ловишта самостојно сега работат за определување на бројноста на рисот во нивните ловишта, така да соработката со ловџиите како една од најзначајните групи со кои што соработуваме е на многу повисоко ниво сега од кога почнавме. Едукацијата на основношколците од Западна Македонија се врши на редовно ниво. Главно ги таргетираме селата кои што се од тој планински регион, од Мавровско, сега сме фокусирани на Шар планина, например, Илинска Плакенска планина, значи тоа се врши на редовно ниво. Развивме еден едукативен пакет и во тој едукативен пакет не предвидува само сулопарни предавања, туку исто така и одење излегување на терен, решавање интерактивно некакви задачки поврзани со биологијата, со рисот, волкот, мечката и така натаму. Освен тоа, работиме и на меѓународно ниво. Рисот е признат сега на неколку додатоци од Бернската конвенција, например, ставен како подвид, значи балканскиот рис, на Бонската конвенција за миграторни видови од неодамна ставен на највисокото ниво на заштита. Така да, освен на ова, национално работиме и на меѓународно ниво да се подигне свеста и да се заштити рисот, да се подигне нивото на заштита на рисот со овие меѓународни конвенции кои што Македонија ги има ратификувани. Како се прилагодуваат дивите мачки во заробеништво, ги имаме и во Скопската зоолошка? Уште Александар Велики прибирал и собирал мачки, лабови му биле омилени, гепарди се вели дека исто прибирал, на мозаиците и денески ги видиме токму овие животни, така што ваквата пасија и страст не е нешто ново, но е апсолутно погрешно, заради тоа што ова животно не е создадено да функционира туку така лесно во заробеништво. Онаа популација која што функционира во зоолошките е сосема различна, тоа се животни кои што се родени во зоолошки градини и би требало да ги следат модерните теркови на зоолошките градини, а тоа е да ги зачувуваат видовите со размена и нели да ги мотивираме луѓето повеќе да имаат емпатија кон ваквите животни, особено нивната животна средина во природата. Веројатно со фактот што ќе им посочите на луѓето дека ете рисот, конкретно Маврово, како ќе го заштитиме Маврово, сето тоа, значи кога ќе кажеме дека тоа е национален парк, тоа се животни домови на ваквите животни. Мачката или рисот во природата е само едно од тие, тој еден цел екосистем. Значи затоа велиме модерните зоолошки треба само да ги потсетуваат луѓето дека таму некаде во шумата, нели, немаме обично емпатија, дрво е као, нели, но не замислуваме малку подлабоко најчесто, а тоа е дека тоа е домот на ваквите животни. Гледаш дека осна за змии, интересно е да се зборови за мачки, знам што ти е вечно пасија, ама видиш кога ќе се потсетиш, убаво е, нели? Следно за диети да не Не, то тука застануваме. Тука не бива. Благодарам за тоа што не те единственото за што не те бива. Благодарам многу Воја за гостувањето во Македонија на утро. Убава и актуелна тема секако врзана со денешниот ден. Се надевам. Благодарам.